Геотермалните води со кои располагаат дел од општините од истокот можат да понудат добар развој на туризмот, но колку истите се искористени. Во Штип работи бања Кежовица, а во Истибање речиси да нема искористеност на ова природно богатство. Со цел да се помогне на општините и развојот на туризмот, Источниот плански регион работи на проекти со кои целосно би се инвестирало и би се развиле обновливите извори на енергија. Источниот регион има голем капацитет за туризмот, како пример ќе ги набројам геотермалните води кои што ги имаме во општините, односно подочно во општина Штип и во општина Истибање. Овде е реката Брегалница, имаме голем капацитет за развој на обновливите извори на енергија, односно тука се фотоволтаиците и ветерниците, така да општините со своите предлози, ние секогаш сме тука да ги поддржуваме, односно да излеваме во сусрет на општините и со нашиот стручен тим да најдеме начин нивните идеи да ги преточиме во конкретни проекти кои што потоа ќе произлезе реализација за нив. Во периодот кој следи се очекува да започнат активностите преку кои ќе се работи на реконструкција на сместувачкиот капацитет на бања Кежовица, а се очекува и поголем број на инвеститори кои би придонеле за развој на туризмот. Кога е во прашање Истибање, се прават преговори со локалната власт за да се работи и да се искористи геотермалната вода. Геотермалната вода во Кежовица е втора по лековитост во Европа и континуирано работиме да го промовираме тоа, односно да привлечеме туристи. Како би ги привлекле тие туристи? Тоа е со искористување на капацитетите кои што ги нуди бањата Кежовица, односно еве ќе започнеме наскоро да работиме на реконструкција на сместувачките капацитети. Исто така во контакт со локалната самоуправа запознаен сум дека и локалната самоуправа се труди да привлече инвеститори кои што на тој потек би изградиле објекти со кои што ќе се развие повеќе банскиот туризам, со што би дошле повеќе туристи, а со тоа и би се раздвижила економијата и во градот, но и во регионот. Општините од Истокот аплицираат со свој проекти до ИПР со цел да добијат поддршка и на тој начин да придонесат во развој на туризмот, образованието, земјоделството и слично.